По двојазичност и федерализацијата, следна тема која се наметнува во јавноста е промена на уставното име. Такво ништо веќе навести поранишниот министер и кандидат за претседател на СДСМ Љубомир Фрчковски. Тој во гостувањето на Топ тема го открива вториот дел од планот на СДСМ. Фрчковски вели дека оваа година е потребен влез во НАТО и затоа мора нешто да се направи по прашањето за името. Со американските партнери ние мора нешто да направиме околу името и влез во НАТО оваа година. Нешто мора да се направи на тој план, влез во НАТО ќе не дувне директно, ќе не дигне и владата ќе ја дигне на едно ново ниво. Тука нешто мора да се направи, дал со решение за името, дал со фиром, како, не знам, ама ќе има начин, ќе има шанса, ќе се постави на масата и треба таа шанса да ја грабнеме. Нас не треба НАТО оваа година. Фрчковски застани во одбрана на договорениот нацрт закон кој објасни како двојазичноста ќе се применува во македонските градови во кои воопшто не живеат албанци. Инакуј во платформата на албанските партии прашањето за името е тема која се поврзува со брзи евроатлантски интеграции без да се прецизира како Македонија тоа би го направила. Во тој контекст се планира активно учество на албанските партии во преговарачкиот процес. Усвојување заеднички обврзувачка резолуција во Собранието на Република Македонија со која владата на Република Македонија се обврзува активно да се вклучи кон решавањето на спорот со името. До и вчера ги даде подписите за двојазичните пари и казните за неупотребата на албанскиот јазик, пишуваат медиумите. Портпаролот на партијата Бујар Османи излезе со детали од договорот со СДСМ за нова коалиција, со која ќе се менуваат и македонските пари. Сипас нени тет këtij ligji, edhe banknotat, edhe monedat e faktuara do të jenë edhe në gjuhën shqipe. Османи појасни дека овој закон се однесува на употребата и заштитата на албанскиот јазик, а за непочитувањето на одредбите од законот предвидени се парични казни од 3 до 5.000 евра. СДСМ во целост ги прифатил максималните барања усогласени меѓу албанските партии, бидејќи овој нацрт закон воопшто не бил предмет на преговори, вели портпаролот на ДУИ.